Почитувани, имаме работа со здесена власт која се гуши во криминал, неправда и насилство. Станавме држава каде градоначалникот Пулен на премиерот Заев, според објавените аудио снимки, тепак граѓанин, го навредува и го омаловажува. И ова не е изолиран случај. Ова е последица на криминално-насилничкиот систем на власта. Живееме во време на сериозна тортура. 2 дена помина, а премиерот Зоран Заев се уште го нема да се појави со осуда и барање за оставка за скандалозната аудио снимка, која се појави во медиумите, а на која има сериозни индиции дека градоначалникот на СДСМ во општина Шуто Оризари, Курто Дудуш, бесправно лишува од слобода, малтретира, тепа и навредува граѓанин. Молкот на премиерот потврдува дека токму Зоран Заев е подкрепа и сила на насилството и беззаконието кое што функционираите на СДСМ го манифестираат врз граѓаните. Градоначалникот Пулен на Заев, поради заштитата која што е ужива од Зоран Заев, се однесува шерифски и не почитува ниту закони, ниту право, а далеко е од морални и етички вредности. Да подсетиме дека и досега овој човек, кој што Заев лично го промовираше и устоличи на позицијата градоначалник на општина Шуто Оризари, беше дел од низа скандали и насилство. Се почна со претепувањето на против кандидатот на локалните избори, за кое и лично пратеникот Амди Бајрам тврдеше дека го направиле луѓе на Курто Дудуш. Курто Дудуш лично физички го нападна и активистот на Европската ромска диаспора АСВА, господинот Демир Исмаил. Заев не го осуди ниту тоа, а ниту институциите реагираа. Дополнително Курто Дудуш ги навредуваше ромските активисти од невладините организации и во случајот со нередите кои се случија на почетокот на оваа година, затоа што од него побараа да гради улици и канализации наместо општинските пари да ги троши за забави и за себе промоција. И во овој случај немаше осуда. Дека општина Шуто Оризари и власта, истиот тој Дудуш ја гледа како своја лична својина, говори и фактот што вработил 10 своји блиски роднини во бранот на непотистички вработувања кои што го направија функционерите на СДСМ, зашто пренесоа сите медиуми. Ниту за ова не слушнаме осуда од Заев или реакција од институциите. Исто така Курто Дудуш беше дел од скандалот каде општина Шуто Оризари доделила на крајно сомнителен начин 3 тендери во вредност од околу 230.000 евра на новоформирана фирма која што не ги исполнила обврските, а за кои средства биле исплатени. Јавноста се уште не слушнала дали е разрешен и овој скандал. На крајот, но не помалку важен, е скандалот во кој повторно главен лик е самиот Курто Дудуш, а во кој јавноста виде и слушна дека тој зборуваше дека членската книшка на СДСМ ќе биде новата лична карта со која граѓаните ќе се спасуваат доколку возат нерегистрирано возило, со која ќе може да одат на лекар, со која ќе се вработуваат во министерствата, со која ќе се спасуваат доколку ги гони полицијата и слично. За сите овие случаи, но и за десетица други скандали, кои јавноста ги видела од Курто Дудуш, Зоран Заев ниту еднаш не излегол со осуда, а уште помалку побарал од него да си поднесе оставка. Толерираното беззаконие веќе станува начин на функционирање, а главниот стимул на тоа е токму премиерот Зоран Заев. Господине Заев, немате друг избор, освен да повикате вашиот Пулен веднаш да си даде оставка. Итна оставка, без замајување на јавноста, кога партијата СДСМ наводно ќе се огради од сето тоа, а министерот Спасовски ќе купува време. Ако Дудуш остане на таа позиција, граѓаните на Шуто Оризари ќе продолжат да бидат жртви на неговото беззаконие и самоволие. Оставка, бидејќи се друго, ќе биде директна заштита на криминалот, на насилството и на беззаконието, и тоа лично од премиерот Зоран Заев. Ви благодарам.